Председателот Иванов остана на својата одлука за помилување, та смета дека е од државен интерес на Македонија. Иванов нагласи внимателно ги проследил и анализирал сите реакции по одлуката, која повтори го штити исклучиво државниот интерес. Уште еднаш повторувам. Секој оној кој смета дека су му одземал права, сторил лоша услуга или својата невиност сака да ја докаже на суд, го повикувам лично во писмена форма да поднесе барање за поништување на одлуката која се однесува на него. Кога ќе ги добијам, ќе повикам правни експерти да понудат можно правно решение. И политичките партии можат со своји правни експерти да се вклучат во овој процес. Според Иванов, партиите и нивните поддржувачи ги користат институциите како средство за пресметка. Судовите се под притисок при постапување по предмети. Безбедносните институции се парализирани со нарушен систем на команда и висок е ризикот да не можат да одговорат на заканите со кои се соочуваме, додека специјалното обвинителство има потреба од време за квалитетно вршење на истраги. Партиите пак побараа Иванов да ја преиспита одлуката. ВМРО-ДПМН предлага 4 најголеми политички партии да му испратат заедничко писмо на председателот Иванов со барање да се преиспита одлуката за прекинување на кривичните постапки. Одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов не е во согласност со заложбите на ВМРО-ДПМН. Нашиот став е јасен, секој што направил криминал треба да одговара, велат од владеачката партија. Од СДСМ со став Груевски нека го повика Иванов да ги поништи сите одлуки за помилување, бидејќи сметаат дека тој е нарачателот. Ставот на СДСМ е јасен уште од почетокот. Поништување на сите одлуки за помилување донесени на 14 април, одговорност за сите за сторениот криминал. Во Македонија не смее да има недопирливи граѓани и обични граѓани од втор ред, велат од опозицијската партија. Социјалдемократите со писмо до председателот Иванов бараат итно поништување на одлуките за помилување, бидејќи како што стои во дописот тие се противуставни и го рушат договорот од Паржино. Во ситуација на правна празнина само собранието може да ги регулира прашањата на помилување со измени на законот или со нов закон што досега не е направено. Стои во писмото од лидерот на СДСМ Заев до председателот Иванов. И Демократската унија за интеграција бара од Иванов да ја разгледа одлуката за аболиција. Сметаат дека одлуката директно задира во реформскиот процес и затоа бараат од Иванов во најкосможен рок да донесе политичка одлука за надминување на новонастанатата ситуација и да се најде правен начин за поништување на одлуката.